Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е 29-тото издание на емисијата TV103, односно специализирана радио емисија посветена на квалитетните актуелни ТВ серии. А денес ќе ви говорам за еден мини серијал кој представува драматизација на клучните настани во животите на активистките, на женските движења во 70-тите години во САД, кои се наоѓаат на спротивните страни од расправата за донесување на законот за еднакви права помеѓу половите, кој ги вклучува порамнувањата на работните позиции и во домовите, заштитувајќи ги истополовите односи и загарантирајќи го правото на жената на абортус, права кои треба да бидат ратификувани во 38 држави во САД за да се спроведат на дело, меѓутоа борба која до ден денес е во оптек. Ова се настаните кои се круцијални во серијата Мисис Америка, која содржи еден мурал на човечки судбини кои се вплеткани во мноштвото на одлуки кои имаат последици и за денешните жители на САД. На почетокот на емисијата слушнаме три композиции кои што се наоѓаат на култното албумско остварување на Fleetwood Mac, односно Rumors од 1977 година, нивен 11-ти долгосвирачки албум, издаден на 4 февруари 1977 на Warner Bros. По албумот Fleetwood Mac од 75-та и пред издавањето на Tusk од 1979-та, бендот со ова издание се обидува да допре до помилозвучен агенс на звукот, што значи дека комбинира споебиден поп-рок со рок-н-рол сензибилитет, но истакнувајќи ги пред се понежните аспекти на оваа легура, создавајќи еден ненадминлив албум со голем број на хитови кои постојано се употребуваат до ден денес во серии и филмови, со континуирано поигрување со хармониите на трите вокали на Линдси Бакингем, на Стиви Никс и Кристине Макви. Така што од овој албум ги слушнавме композициите Dreams, Go Your Own Way и The Chain, а во продолжение ќе ја слушнеме композицијата Марија на Rage Against the Machine, заради тоа што сте безобразни и тешко ви е да носите маски, а немате проблем да си правите лице едни на други, така што додека не ви дојде памет, ќе слушаме Rage Against the Machine, конкретно преслушуваме The Battle of Los Angeles и со надеж дека штом ја преслушаме нивната севкупна дискографија, дека ќе заврши ова лудило што се нарекува COVID пандемија. А потоа ќе слушнеме и најавата за самата серија, во која што ќе може да слушнете за што точно станува збор. Доколку сакате да дознаете па што се случувало кај републиканките и кај либералките во судирот за борбата за еднаквост, тогаш вие сте на вистинската фреквенција, која планира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелески, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 29-тото издание на емисијата ТВ 103, во кое што ви говорам за ТВ серијата Мис Америка, која што представува историска драматична мини-серија, која беше продуцирана за FX, а беше прикажана на сестринската компанија FX on Hulu. Дейв Уолер е создавачот на серијата, кој што е познат по неговата работа на Mad Men и на Desperate Housewives. Премиерата ја имаше оваа серија на 15 април 2020 година, кога беа емитувани првите 3 епизоди, а наредните 6 епизоди се емитуваа недела за недела, завршувајќи на 27 мај. Ова е можеби најдоброто од двата света, еден хибриден формат, ако веќе мора да се прави некаков компромис за процесот на емитување, со тоа што на почетокот нели се фрла мамецот со 3 часови на материјал за да се уловат потенцијалните гледачи, кои се оставаат на клифхенгер и потоа мораат да чекаат недела за недела, но во прашање е месец и пол, така што пак е некаква си олеснителна околност и колку толку го задржува вниманието на гледачите во тој континуитет. Сепак, јас ги збирав епизодите, додека не излезе во целост, ја гледав во 2 наврати, во заглавување до изгрејсонце и ја почнав уште
еднаш да ја погледнам. Брои 9 епизоди со просечно време траење од 45 до 50 минути, што па значи дека ви се потребни околу 7,5 часови да ја изгледате од целост, па затоа е рангирана како мини серијал за потребите на наградувањата, а не е во рангот нели на полногодишните национални телевизии кои што имаат и по 20 на епизоди или 13 во дадена ситуација доколку се со ова време траење. Меѓутоа, баш тој ранг од 6-7 часа се ставени во округот на мини серијали. FX на Hulu ја објавува на стриминг водите, која па ја стави во иницијалниот пакет составен од Devs, Miss America, значи, A Teacher и The Old Man, кои што одеднаш беа објавени. Hulu кон крајот на годината ги објави и The Hardy Boys, како што веќе напоменав, A Teacher, одвратната Hellstorm и Vogue, како и секогаш нели бираат редуцирано, но квалитетно. Да не забораваме дека и покрај сериите нели ги објавија и The Ultimate Playlist of Noise, Happiest Season, I'm Greta, We Are Freestyle, Love Supreme и голем број на други значајни актуелни филмови во последните само неколку месеци, зборувам значи за ноември, декември, јануари. Така што Hulu има воспоставено различни партнерства со другите компании, иако е под покровителство на Disney, и се што не е за family friendly каналот, завршува таму, што постепено ја зголемува нели библиотеката на изданија на овој стриминг сервис. Така што чекаме да видиме што ќе се случи со Alien TV серијата која треба да се емитува и на овој сервис. Во серијата се разработува политичкото движење за усвојување на амандманот за еднакви човечки права на половите, кое се соочуваат со своите нели опоненти, кои протестираат против донесувањето конкретно на овој закон, кој до ден денес не е усвоен, но најактивни биле во 70-тите години на минатиот век, предводени од конзервативната активистка Филис Шафри, глумена од Кейт Бланшет, се извинувам, и незиното движење конкретно на истомисленички и поданички на незината кауза, пред се да остане жената во рамките на домот, извршувајќи ги незините должности пред се како домаќинка, обезвреднувајќи ги напорите кои ги прават припадничките на ослободителното движење на жените, предводени од Глорија Стајнам, Шерли Чизам и Бети Фриден, како и останатите нели поборнички за обезбедување на правата и на истополовите врски и на правото на абортус, како и правото за подеднакво плаќање за извршување на работните обврски. Потребни се 38 од 50 држави да го ратификуваат изгласувањето на овој горлив амандман, меѓутоа тензијата се зголемува како државите постепено нели го ратификуваат. Иако реалноста веќе има дадено еден предуслов како да изгледа и каде да се движи самата серија. Серијата имаше доста широк кастинг, што подразбира дека воспоставува дистинкција за различната проблематика која се појавува кај женското гласачко тело, бидејќи најразновидни фракции низ кои што се гледа донесувањето на овој закон на еднакво се приложени, кај што секоја групација нели се убедува да ја наметне низината агенда, да биде на платформата за усвојување пред се на и решавање на овие проблеми со кои што се соочуваат припадничките, меѓутоа тоа развива и поделеност во самите и демократски и републикански табори, заради тоа што нели секој се држи до својата агенда и тоа тврдокорно, затоа што нели начелата не се баш црно-бели, ако што може така да се постават. За секоја од точките кои се состои нели амандманот се крие некоја жена која била повредена од илегален абортус, се кријат функционерки кои стравуваат јавно да соопштат дека се лесбијки, се крие злоупотреба на работното место, кај што од секретарките нели се очекува телесно да ги задоволуваат шефовите, нели како клаузула за предвиденото вработување, пред се разработувајќи ја дури и проблематиката на семејните односи, односно каков е третманот помеѓу брачните партнери во двата табори. Дали смее жената да ги исполни незините аспирации, да има нели професионална кариера и покрај обврските кои што си ги наметнува како домаќинка, грижејќи се за децата, сопругот, домот, се разбира, со помошта на афроамериканските како куќни помошнички во домот на Филис, ако може да земеме тоа како пример, која повеќе е надвор од незиниот дом на кампањите отколку во него, што па
иронично ја прави слика и прилика на една модерна, ангажирана, трудолюбива феминистка, отколку тоа што таа се бори да не биде и да не ги забележи жените кои што ќе бидат оддалечени од тие, ајде да ги наречеме условно кажано, традиционални вредности кои што треба да ги исполнува, против кои што нели се бореле демократките од спротивставениот табор. Сега, третманот на неверството, криењето на хомосексуалноста од најблиските членови на семејството, љубомората на успехот помеѓу брачните партнери, финансиската зависност како животен хендикеп, па дури и самиот процес на демократската соработка, наспроти наметливоста на тоталитарноста во составот на Филис се само неколку од забележливите тематски одредници на серијата, која длабоко е вкоренета во политичките малверзации, кај што можеме да погледнеме нели како изгледаат задкулисните игри кои ги водат пред се пратениците само за да го искористат гласачкото тело за да дојдат на власт и потоа да не ја споделат истата со тие кои нели им помогнале да се приграбаат до неа. Дали ви звучи тоа од некаде познато? Релевантноста на серијата се состои во чинителот што иако е работена за да ја опфати борбата за еднаквоста во 70-тите години, таа овозможува пред се да се направи паралела со колективната свест и длабоката поделба на самиот јас, кој е евидентен во денешницата во САД, кај што се уште нема 38 држави кои го имаат изгласано овој закон, меѓутоа возможува да ги прикаже корењата за развивање на засебни социјалистички движења, односно слободумни движења, кои се испилени од поларитетот кој што се воспоставува помеѓу овие табори. Така што тоа е повеќе од евидентно во здруженијето кое што Глорија Стајнам го води, каде што секоја од тие маргинализирани групации која што има можеби дополнителни идеали и кои што не се конкретно покриени со овој закон, се обидува да ги наметне заради тоа што опфаќаат одредени членови на некоја групација, односно дел од заедница која што е блиска на нив, така што има и драстична поделба во самите здруженија на афроамериканците, така што сите на различен начин бараат да бидат представени и некои не се наоѓаат себе си во рамките на исполнението на самиот закон кој што е поднесен, така што тоа па раѓа голем број на здруженија кои што до ден денес се активни за воспоставување на социјалната правда и за гарантирање на правата на маргинализираните групации. Насловите на епизодите се Филис, Глорија, Шерли, Бети, Филис and Фред, Бренда and Марк, Джил, Бела, Хјустон и Реган, кои означуваат пред се имиња на ликовите во чии што животи нели планираме, како и значајните настани во кои се синтетизирани пред се судирите на двете фракции. Сега, јас сум љубител на епизодното портретирање на еден лик, со нели постојачка голема слика на текот на одвивањето на настаните, како фокус и на делот од машината која што ја прави да работи нели подмачкано со гледање на сите елементи од кои што ја составуваат, така што тоа беше дополнителен фактор кој ми го разубави гледањето, затоа што има доза на хуманизација на овие сега веќе митолошки активистки, кои што интересно е да се погледне со каква тежина на задачата биле подлегнати и кои биле процесите со кои што тие се обидувале да дојдат до својата зацртана агенда која што ја имале. Кейт Бланшет доби секакви номинации за незината улога и пред се серијата се круни со номинации за Еми, за Златни глобуси, за Screen Actors Guild, кои ќе се доделуваат оваа година и ќе видиме дали ќе биде наградена, затоа што е во силна конкуренција во најразличните категоризации во кои што се слави. Меѓутоа, секако за актерските достигнувања на оваа серија, сметам дека треба да ги заслужи признанијата кои што ќе биде номиниран. Така што тоа ќе погледнеме до крајот на годината, конкретно во наредните неколку месеци кога ќе бидат доделени нели и самите глобуси и Screen Actors Guild. Така што ова е во кратки црти
содржината која што ја поседува самата серија и одредени тематски одредници кои што се врзуваат за главните преокупации кои што ги мачат овие ликови, односно конфликтите во кои што самите влегуваат, а во наредниот мој влез ќе ви говорам за актерите, актерките, улогите кои што ги имаат во оваа серија, затоа што тука ќе направиме кратка музичка пауза со тоа што денес во склоп на борбата на активистките направив селекција и на музика која што се базира на женски вокали кои што ги изведуваат композициите, така што покрај Fleetwood Mac ги слушаме денес и Пети Смит ја слушаме со незиниот бенд и албумот Horses од 1975 година, првото албумско остварување на неа, издадено за Arista Records. Џон Кейл е ангажиран да го продуцира ова ремек дело. Таа со овој албум ја зема анксиозноста и бунтот на панк-рок сцената во Њу Јорк и ја полира со имплементирање на личните доживувања и интегрира поетични наративи со кои се надоградува, нели, звучниот амалгам кој остава простор за музичко импровизирање на настапите кои што ги имаат членовите во бендот во живо, комбинирајќи, нели, spoken word сегменти, реге елементи, джез и други музички влијанија. А тоа може да го забележите во композициите Глорија, Free Money и доколку имаме време ќе ја слушнеме комбинаториката на Land Horses плюс Land of the Thousand Dances и La Mer, значи еден микс кој што е направен за потребите на овој албум. Така што продолжение ја слушаме одличната Пети Смит. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 29-тото издание на емисијата ТВ 103, која што е посветена на минисеријалот именуван како Мис Америка, а во овој сегмент на емисијата ќе ви говорам за актерките и актерите, односно улогите кои што ги имаат во оваа серија, која што е предводена од Кейт Бланшет, која ја знаете од Carol, од Lord of the Rings, од Ocean's 8, од Thor Ragnarok, од Knight of Cups, од Blue Jasmine, од Babel, се извинувам од колку и да сакате други филмови, кои се исклучителни дела. Таа ја глуми Филис Шлафли, односно проминентна конзервативна активистка која одлучува да стане адвокатка и политички лобист која основа кампањата Stop Era, односно полоснежниот Eagle Forum, кој до ден денес објавува видеа на YouTube каналот и го држи во живот движењето. Стана збор за активистка која можеби била неправедно подценета од либералките, посебно незината способност да е упиклива кај богатите републиканци, чии што симпатии можела да ги придобие за да го спречи гласањето на законот за еднаквост. Во незиниот дом сопругот се противи на незината кариеристичка мотивација, засенувајќи го него пред се и неговиот ангажман, на што тој нема да биде согласен, и незината мајка се соочува со проблемот на финансиската зависност од сопругот, а незиниот син е геј, што па се валидни проблематики против кои таа се бори на политички план и не може да се носи со нив во својот дом. Кейт Бланшет е феминистка која одлучува да глуми се што не е таа всушност во реалноста, затоа што тоа е поголем предизвик за неа, како што има напоменато во незините интервјуа, затоа ми беше непоимливо зашто би ја прифатила ова пред се улога на арогантна и егоцентрична жена, но верувам дека голем е предизвикот да се нафати ваква силна и комплексна улога која е обиколена пред се од неправда и го затвора незиното око конкретно на неа, но не е доволно брзо за да ја избегне тортата која што ја добива во лице, нели додека ги слушаме Рамонс во таа одлична сцена во која што е нападната. Меѓутоа, ете, Бланшет се става предизвик во незиниот живот да глуми вакви исклучителни улоги кои што бараат од неа да изнајде некаква си оправданост и подкрепа за создавање на вакви монструозни битија во човечка форма кои што работат против себе и собствениот пол и се спротивставуваат, нели, за донесувањето на законот за еднаквоста, нели, неправедно подценета, меѓутоа таа создава огромно лоби зад себе и е еден, и тоа како издржан конкурент на донесувањето на овој закон.
Наспроти неа ја имаме Роз Бърн, која што ја знаеме како актерка на Bridesmaids, Insidious и Neighbours, таа ја глуми Глорија Стајнем, незината политичка опонентка во спротивставениот табор, проминентна феминистка, новинарка и социјален политички активист, основач на National Women's Political Caucus и магазинот МС, кој го, односно МИС, кој го објавува конкретно ова движење. Таа е можеби најславната активистка која излегува од оваа доба, миленичка на таблоидите и медиумите, не само поради незината убавина, туку затоа што ги продолжува идеалите на хипиците во рамките на нивната легислатива во системот, за да не остане нели залудно движењето. Таа е одличен лидер која за секое начело бара согласност од незините соборнички да дадат нели одобрение за да биде изгласано на демократски начин, но што може нели да подзавидат републиканките, затоа што со овој метод посведочуваме дека може да се воспостави соработка помеѓу сосема различни индивидуи кои имаат толеранција и пред се разбирање за сослушување една со друга, трудејќи се да го изнајдат најдобриот начин за доаѓање до саканиот исход, нели за сечие добро. Кога би се согледале домашните квази политичарчиња, овие конкретно согледби можеби би имале и здрав политички систем, кој можеби би се темелел повеќе на соработка, а не на себичлук и корупција, но тоа за некој си друг живот можеби ќе остане. Роуз одлично го доловува незиниот стоицизам, но и повлеченоста која што не ја ставала Глорија, која била нужна за Глорија Стајнем да може да се соочи со притисокот на позицијата во која што била ставена, иако не сакала да биде пред објективот, колку и да тоа било нужно од незина страна. Узо Буда, која што ја знаеме од Orange is the New Black ТВ серијата, ја глуми Шерли Чизом, односно политичарка, едукаторка, авторка на и пред се првата афроамериканка која била кандидатка од двете големи партии за функцијата на председателка на САД, една од првите жени кои ја предводеле демократската номинација. Таа се обидува да најде начин да ја надмине пред се поделеноста при најразличните интереси во таборот на либералките, но исто така го согледува користолюбивиот третман кој го добиваат жените во канцелариите на пратениците, кои што тргуваат буквално жени за празни ветувања, инстанца против која упорно се бори, но нема да го добие тоа што го сака, да ја достигне позицијата, но затоа што грбот нели ќе го заврт токму афроамериканските колеги, па ќе мора да се откаже и таа од кандидатурата, но сепак е идол на сите афроамериканки и пример кој што го следат од ден денес. Во серијата глуми Елизабет Бенкс, која ја знаеме од Brightburn, од The Hunger Games и од Pitch Perfect серијалот. Таа ја глуми Джил Ракелхаус, таа е републиканска феминистичка активистка, да видиш да не веруваш, една од основачките на Националната организација на жени NOW и National Women's Political Caucus, начело на Белата куќа е за женските програми. Таа е уникатен лик, која е во добра соработка и со Глорија, и со Бела, и со Шрли, која оди на нивните состаноци, без разлика на незината политичка определба која што се двои од таа на демократките, таа согледува кои придобивки ќе бидат пред се усвоени и овозможени за жената доколку се одобри пред се изгласувањето на овој закон, што според мене и треба Филис и незините миньони да го земат предвид наместо континуирано да ја напаѓаат, така што таа е една од републиканките која што има преминато на мрачната страна или добрата страна, како веќе сакате наречете ја. Кейли Картер, која што ја знаеме од Rings, од Let Him Go и Bad Education, ја глуми Памела. Таа, за жал, е фикционен лик, композитен нели карактер, составен од повеќе постоечки жени, млада домаќинка од кампањата Стоп Ера, која што ја води Филис. Таа преживува домашно емоционално насилство, стравува дека ќе биде бремена повторно од сопругот и е финансиски зависна од него, што нели ја хендикепира при незиното патешествие на митинзите. Во прекрасна таа епизода која што се
чинодейства во Хјустон, но не очајно е потребна помошта, но само ликот кој што глуми Сара Полсон е блиска со неа и ја сослушува, иако добива совет нели од Филис да биде послушна, покорна, да го почитува зборот на сопругот, како да ја е последен, на што таа и подлегнува. Ери Грейнор, која што знаеме од Disaster Artist и Whip It, ја глуми Бренда Фейген, односно адвокатка и феминистичка активистка, која што ја води National Legislative и е председателка на НАО, која заедно со незиниот сопруг оди во дебата на паровите на телевизија. Во незината епизода дознаваме дека е заљубена во девојка и го изневерува сопругот со неа, а на ТВ глумат идеална слободоумна двојка од днината. Мелани Лински, која што знаеме од Кесел Рок и од XX антологијата, ја глуми Розмари Томсон, конзервативна активистка, член на Stop Era, која е шефица која раководи со Schleflis Eagle Foundation. Таа е иритантна упикувачка, опортунистка која се умилкува во редовите на Филис за да дојде нели на позиција и да украде дел од светлото кое што е фрлено врз неа на бината. Марго се извинувам, Мартиндейл, која што глуми во одличната серија Your Honor, во Mother's Day глуми во филмот и го позајмува гласот за Божек Хорсман, ја глуми во оваа серија Бела Абзуг, односно конгресвумен, која што е проминентна феминистичка активистка, коосновачка за NOW и National Women's Political Caucus и лидер на комисијата на национални советници на преседателот Картер, која ќе биде отстранета од таа функција кога ќе се обиде да добие двочасовен состанок со преседателот за да ги сослуша пред се побарувањата на незината партија, а не само 15-минутна средба за сликање, за фотографирање конкретно пред медиуми. Таа е гласна и абразивна, радикална е, која што може би па од една страна истравува дека е омекната и таа омекнатост доаѓа конкретно со годините кои што има поминато за политичкиот активизам, така што стравува дека ја има острината загубена. Во серијата глуми и Џон Слетери, односно него го знаеме од Next, од Ant-Man и од Spotlight, тој го глуми Фред Шлефли, односно сопругот на Филис, кој што е богат адвокат, конзервативен активист, антикомунист, кој не сака да има Филис кариера, го подсмева незиното незнаење, смета дека незината функција треба да ја изврши во кујната и во креветот, како што можеме да видиме од првата епизода. Нема доволно простор за двајца активисти во домот, во кој што се знае кој ги носи панталоните. Джен Триплхорн, која што глуми во The Firm, во Basic Instinct, во Глорија Бел, ја глуми Еленор Шлефли, односно жената на братот на Филис, фактички конзервативна активистка од кампањата Stop Era, која е третирана од страна на Филис како бебиситерка и поценета како жена, затоа што нели нема деца, еден ужасен третман кој што го доживува од бескрупулозната Филис. Треси Улман, актерка од Into the Woods, The Prom, Corpse Bride и незини шоа, таа ја глуми Бети Фриден, проминентна феминистичка активистка, авторката на култната The Feminine Mystique, што е уставот буквално на сите феминистки, коосновач на NOW и National Women's Political Caucus. Таа е феминистката од првите борбени редови, несопирлива и громогласна, нали бела, која секогаш е во конфликт со соборничките, затоа што се смета дека е одстранета од младешките движења, заборавајќи дека без неа немаше да ги има тие движења и очајно трага по потребната валоризација за сето тоа што го има направено за движењето. И да не ја заборавиме тука и одличната Сара Полсон, која што ја знаеме од Керол, American Horror Story, Run, Glass, Ocean's 8, Mud. Таа ја глума Алис Мекрей, уште еден фикционен композитен карактер кој е наменет да ги представува конзервативните жени кои ја следат Филис и незината кампања Stop Era, домаќинка и пријателка на Филис, која откако ќе доживее откровение и ќе се огледа како се организира непријателот, како ја потенцира пред се колаборацијата наместо диктатурата на во прекрасната епизода во Хјустон, кај што таа ево халуцинаторна состојба пее марксистички песни на Вуди Гатри, мислејќи дека се патриотски за неа, што ќе ги сумира пред се низините согледби
хегемонистичкото пред се раководење на страна на Филис и ќе се откаже од активностите и ќе си почне да работи како операторка на телефон. Таа е гласот на многу замолчени жени кои одлучиле дека не го наоѓаат нивното место во хиерархијата на Филис, ангажирани пред се од неа и го отвораат својот светоглед за полезноста од можното носење на законот за еднаквост и добивање на слободите кои што и заслужуваат. Сцената во која што девојчето сака да се замени со беџовите, што тоа ги има и тие кои Алис ги има, ми е едно од најубавите во серијата, но оваа серија е предводена од исклучиво женски кастинг со соодветен избор на актерки кои се на висината на задолженијата. Има многу подчинувачки сцени на кои подлегнуваат активистките, но тие се нужни за да се добие целосната слика на позицијата во кој што се наоѓала жената во 70-тите, без разлика дали е занемарување на незиното мислење, деградирање за сексуални услуги на работното место или па некаква си карикатура која што е нацртана за настајна и издадена во едно порно списание, така што има деградација од секаков вид и на секаков ранг, кое што на крајот на денот сите се искористени од користолюбивите политичари за еден глас повеќе. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза, во продолжение слушаме бендот Блонди, односно ќе слушнеме композиции од нивното ремек дело Parallel Lines од 1978 година, уште наш албум од 70-тите кој што избрав за да се долови духот на времето во кое што се одвива оваа серија и изгора на тоа да слушнеме одличен женски вокал. Трет албум издаден за по Plastic Letters од 1978 и пред Eat to the Bread од 1979, издадена за Chrysalis Records, за кој цел свет дозна дека CBGB криел еден од најзначајните бендови на 70-тите, кој синтетизира New Wave и панк влијанија во една уникатна звучна легура, предводена од харизматичната Деби Хари и романтичниот пред се фатализам кон кој што се стремат во нивната лирика. Исполнет со впечатливи хитчиња од кои што ние денес имаме можност да слушаме Hanging on the Telephone, One Way or Another, Will Anything Happen и Heart of Glass, доколку имаме време. Така што уживајте во Блонди, а потоа се враќам во да ви говорам за одредени спецификации кои што и поседува Мис Америка. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 29-тото издание на емисијата ТВ 103, посветена на ТВ серијата Мис Америка, односно за самиот крај на ова издание ќе ви говорам за одредени спецификации кои што сметам дека вреда да се напоменат. Имено серијата има анимирана најава во која што се прелеваат во еден колаж боите околу нив се изнаоѓаат активистките од двете спротивставени страни, што е сосема доволно за најавување пред се на серијата, шаренолико и гровито, како што треба да изгледа на најава. Потоа режисери на серијата се Ана Боден и Рајан Флек, кои што го снимаат пилотот. Тие се исто така режисери на Half Nelson, на Mississippi Grind и на Captain Marvel, кои го воспоставуваат тонот и естетиката на винтидж, низ винтидж призмата до која што ќе се држи самата серија, иако во секоја епизода се опфаќа различна хронолошка делница, што па дава простор за интервенирање на Ама Санте, односно режисерката на Where Hands Touch, потоа Лора де Клемонт Торнере, која што е режисерка на The Mustang и првата епизода на The Act, и секако Јаница Браво, која го сними долго очекуваниот филм Зола, така што ова се истакнати инди режисерки кои согласни се да го задржат нивото на артхаус сензибилитетот кој мора да го има при воспоставената визура, како што забележувате скоро сите се режисерки, што воопшто не игра никаква улога, затоа што квалитетот е пресуден врз основа на убавината на делото кое што го создаваат, а не врз основа на нивната полова определба во контекст на музиката. Крис Бауерс е човекот кој што ја прави музиката на Green Book, на When They See Us и Bad Hair. Тој користи оркестрација која е во комбинаторика со амбиентална музика, со истакнат прекашен, со тапани и употреба на шлапкање за подигнување на тензијата, така што забележуваме спој на двата света на истакнување и на
горливите ситуации, но и за доловување на самотијата низ која што поминуваат ликовите во елегичните секвенции. Но не се плаши и да направи некоја си фанки композиција да одговара на 70-тите, да му се не види. Има и циркузанско трибање кое што подлегнува самата Алис и еден масив атаковски епилог кој што доколку имаме време во емисијата ќе го преслушаме за крај. Во контекст на сценографијата, Мара Лепер Шлоп е продуктиската дизајнерка на серијата, која прави значајна разлика во заседувањето на различните штабови, едниот во домот на Филис во поткровието, а другиот во канцелариите на WLM, кај што се работи магазинот, со оглед на тоа што треба да се придобијат симпатиите на политичарите, треба да се погледне во нивните канцеларии, да се организираат балови, но и да има и протести во екстериери. Во контекст на фотографијата, Джесика Ли Гање, Крис Тиг, Пепе Авила Дел Пиньо, тоа се кинематографери и кинематограферки на Sweet Virginia, на ТВ серијата Russian Doll и на Kindergarten Teacher филмот. На поедно ниво има една многу мудра дистинкција која е воведена во паралелизирањето на двата табори, кои добиваат и засебно кадрирање. Имено републиканките се снимени со фиксирана камера, со доли, без многу движење, меѓутоа либералките се снимени на рака, затоа што и самите се поимпулсивни и громогласни и спред се со шаренолики темпераменти. Поголем дел од серијата е снимена на дневно светло, што значи дека се цели на сатурализација на одблесоците за да се добие еден винтич изглед на кој што се цели и кај републиканките пастелните бои се искористени во целост наспроти хипи културата која си има оставнина кај либералките. Контекст на монтажата, Тод Даунинг, Емили Грин и Роберт Комацу ја работат за да се создаде оваа сложувалка на животните патила. Потребно е да се земе предвид големиот број на инволвирани ликови во оваа вербална пресметка на спротивставените табори, што па значи дека не само што мора да се издвои еден од нив да биде носител на епизодата и да се нурнеме во неговите животни дилеми и двоумења, туку и треба да се остави историски релевантен со континуираното хронолошко чинодействие на настаните, зашто од голема помош е пред се монтираниот архивски материјал од случувањата, што значи со полни раце на материјал за жонглирање успеваат овие монтажери да ги избалансира случувањата на двете страни, кои што кулминираат во директните соочувања. Поглед на костимографијата и шминката, костимите на Бина Дайглер се уште еден од силните аспекти на серијата, кои сведочат за подвоеноста на активистките, односно пастелните костумчиња домаќинките и фустанчињата и панталоните на либералките и тоа како се двојат една од друга, секој од нив си има свој индивидуален стил. Стајнам делува како хипи девојка, шоширот на Бела станува препознатлив лик сам за себе, меѓутоа кај ликот на Алис, например, забележуваме како се распаѓа фасадата на пластичниот идеал кон кој што се стремат домаќинките, кога ќе забележи како пред се организираат либералките и ќе стапне барем за кратко во хјустонската епизода во нив. Во контекст на надприродното го нема, не ни има потреба од истото. Поглед на хуморот и еротиката има комични ситуации, конкретно во дебатите се исмева нечија неукост, има пита во лицето на Филис и сцената со беџовите и девојчето и воопшто се вкупната епизода во Хјустон е една од нив, така што во секоја епизода има комични секвенции за меѓусебната зајадливост, а што се однесува до еротиката не ја има во мал облик, односно се начнуваат одредени еротски сцени помеѓу Филис и нејзиниот сопруг или воопшто истополовите односи, односно изневерувањето од страна на демократките, меѓутоа тие се само начнати, не се комплетно и графички реализирани во контекст на ефектите, освен пиратското око, ако така ќе го условувам, не гледам други драстични интервенции во контекст на визуелни или на практични ефекти. Во контекст на флешбек има самата серија е историски флешбек, меѓутоа хронолошки оди напред, а се реферира дека ликовите имаат донесени одредени одлуки во минатото, без нели да се визуелно илустрирани. Slow motion има во
уште еднаш потенцирам питата фрлено во око, сон има еден насилен во кој што Филис ја дави Алис, односно Сара Полсон во креветот, која што халуцинира сонот, а халуцинации се начнува нели во контекст на самиот трип кој што ги има Алис со холандските тилтови потребата на камерата. Во контекст на жанрот имаме историска мелодрама, едно периодична драма, која што се одвива помеѓу овие две здруженија. Стилизираниот јазик е пред се со јужначки нагласок кај домаќинките, за разлика од бостонскиот дијалект нели кај либералките, како и сленгот кај афроамериканците. А во контекст на недостатоците, тешко е да се издвојат, можеби поголемиот кастинг остава некои ликови како РБГ, например, да останат во сенка, затоа што некои од нив нели борбата за еднаквост ја воделе на различен терен, но евидентен е стравото од загушување на дејствието, од премногу инволвирани ликови кои не можеа да дојдат до својот збор. Сега, иако серијата натежнува кон либералната страна, воочливо е зошто е тоа така, затоа што нели реалноста треба да се скрши и победи со посочување на погодностите од законот кој што го нуди за ослободување на сите жени, меѓутоа факт е дека многу малку има приказ на затекнатите жени за кои се обидуваат пред се да го изгласаат или се противат на законот, но ако добро согледате, има композитни ликови кои представуваат збир на жени со слични карактеристики за кои што се однесува конкретно законот, и во првите епизоди дури има една ситуација во која што молчеливо една непозната жена на Глорија и додека и бара автограми споменува за нејзиниот абортус, така што не дека ги нема условно кажано обичните жени, меѓутоа треба само подобро да го вперите погледот за да ги забележите. Поглед на континуитетот на епизодите според мене е задржан, затоа што секоја епизода има нова водилка и дејствието хронолошки оди напред, така што нема пад во текот, затоа што во двата табори има интересни интерни пресметки кои се крунисани нели во меѓусебните на ТВ дебатите, така што во ниту еден миг немаше празен од, затоа што секогаш познававме нови аспекти на ликовите. А во контекст на нивното градење, со оглед на тоа што секој од епизодите нели има во средиштето градење на еден женски карактер, јасно говори дека посветено е време и внимание за тродимenzионализирање на овие митски активистки, така што никој не е карикатура на себе си, нели, освен домаќинките во серијава. Во поглед на интертекстуалноста, серијата е адаптација на реалноста, така што настаните кои се опишани се екранизирани верзии на постоечките случувања, кај што и ден денес нели се лажат цифрите за посетеност на митинзи, например. Искористена е The Feminine Mystique, книгата која што има напишано Бети, која е постоечки нели материјал за регрутирање на феминистки, како што нели Филис монтираше аудиокасети со вон контекстуализирани говори, нели зачетоци за манипулацијата на јавноста која што е спроведува за регрутирање на републиканки. Поглед на аналогијата, односно на референциите, ќе ги напоменам филмовите Wanda, My Brilliant Career, The Stepford Wives, Жан Дилман, се извинувам, Nashville, 9 to 5, Born in Flames, Claudine, One Sings and the Other Doesn't и The Watermelon Woman, како неколку од филмовите кои што се снимени во 70-тите, се значајни за кои говорат пред се за позицијата во општеството на жената во 70-тите, разработувајќи ги темите на силување на работно место, зависностите, расната и половата поделба, во контекст на атмосферата, варира во најразличните ситуации, нели во кои се наоѓаат ликовите, дали се осамени или имаат потребната поддршка во емоционалните сцени или се ревностни, можеби агитирани во борбените. Гледливоста е на високо ниво, а убедителноста е подобро доловена според мене отколку Глоријас филмот, например, што е конкретно на мене за Глорија Стајнам, а во оваа серија ми беше длабински прикажан нејзиниот лик. Актерските изведби се одлични, со погодениот кастинг и ги заживуваат пред се ликовите. Контекст на епилогот, Жан Дилман е епилогот во кој што Филис си лупи Зеленчук и е прекрасен и на второ гледање буквално ме израдува. Нема комплетни победи на двете страни, затоа што се изиграни активистките за туѓите политички интереси, што јасно говори за подмолноста пред се на која што ја поседуваат сите
политичари без никаков исклучок, а што сметам дека е сосема успешно постигнато во епилогот. 8 од 9 е мојата евалуација, иако заслужува да има 9 поради нели одличниот актерски перформанс на севкупниот ансамбл, да послужи како пример за тоа што значи соработка на работен план помеѓу женската екипа пред и зад камерите за делотворно прикажување нели на значајните премрежа од американската политичка сцена од минатото, која изродила голем број на денешни политички движења, меѓутоа да имаше можеби повеќе повпечатливи сцени на престрелки и визуелни докажувања, односно збогатување на визуелната поезија, тогаш дефинитивно би добило поголема оценка. По контекст на продолжение не верувам дека ќе има. Минисеријалите се направени за да бидат концизни и комплетирани, така што затоа има податоци на крајот и снимки за континуираната борба за тековниот изглед на ратификувањето на законот за еднаквост, така што овие 7,5 часови се сосема доволни за приложување на судирот на спротивставените активистки. За крајот на емисијата ќе слушнеме неколку композиции кои што се наоѓаат на самиот скор, односно работена страна на композиторот Крис Бауерс, и тука го завршувам 29-тото издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализиравме погодностите и недостатоците од првата сезона на Мисис Америка. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледате ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.